Во кој правец оди информирањето, напред или насад? Ако се мери според техничко-технолошките достигнувања, сигурно напред, но ако мерило се тие што ги уредуваат и создаваат вестите, уште посигурно наназад. Пример деновиве на најчитаниот портал во Соденови стои веста за кравата што се шетала по булеварот кај Јаја Паша во Скопје, со тоа што секојдневно веста со изменет наслов се менува и обновува, како да од пред 10 минути или неколку часа, а содржината останува иста. И сега која е целта? Дали да се намамат веста да ја отворат тие што еднаш веќе ја отвориле или се бркаат нови читатели? При тоа, поважно ли е колку пат истата ќе биде отворена или за што се информира? Некогаш Нова Македонија и Вечера, подоцна и повеќе други дневни вестници, излегуваа секојдневно и носеа нови информации, вести, репортажи, коментари, осврти. Од тој аспект, тогашното информирање беше посодржено и многу повеќе во функција на читателите, отколку на раководните луѓе или уредувачкиот одбор, колегиум, новинарите и така натаму. Ако се анализираат писменоста на пишувачите на текстовите, правописот, непримерната сензационалност на насловите и многобројните финти и интриги, тогаш станува јасно зошто во оваа време секој се обидува или може да биде новинар. Нема критериуми, нема услови, а најмалку контрола на пропишаните законски норми, професионални кодекси и слично. Па така медиумите наместо средство за информирање станаа средство за бизниси, за матни сделки, за перење пари, за пресметки на едни со други. Лажните вести се новата нормалност покрај онаа со COVID-19, затоа се поголем е бројот на тие што гласно се прашуваат: што барам јас тука во ова небитие?